Поздрав од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама го повика Конгресот да го усвои планот за економско стимулирање и истовремено ги отфрли критиките од републиканските законодавци за големината и влијанието врз националниот дефицит со кој се соочуваат Соединетите Американски држави. Неголемата светска економија има нето загуба од 598.000 работни места, додека рецесијата силно ги погаѓа производствените и градежни сектори. Денешниот извештај на Американскиот оддел за труд вели дека невработеноста во јануари достигнала 7,6%. Тоа е 0,4% од процентот повоше од претходниот месец и најлошо ниво за последните 16 години. Економистите велат дека ситуацијата со невработеноста неверојатно ќе се одрази на целата економија, намалувајќи ја довербата на потрошувачите и потрошувачката, што сочинува 2/3 од американската економска активност. Исто така може да порасне цифрата на луѓе кои заостануваат со плаќањето на заеми, што ќе биде дополнителен притисок на веќе ослабениот сектор за домување. Денешниот извештај дојде по веста од четвртокот дека бројот на американците кои минатата недела се пријавиле за помош е највисок за последниве 26 години. Киргистан соопшти дека одлуката за затварање на американската воена база е конечна. Во соопштение од владиниот портпарол се вели дека потегот најверојатно ќе го разочара Вашингтон, зашто официјални лица се надеваа на договор за задржување на единствената американска база во Централна Азија. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изрази жалење за одлуката. Администрацијата на Обама има планови да испрати 30.000 дополнителни војници во Афганистан, но евентуалното затварање на базата ќе го искомпликува снабдувањето на трупите. Јапонскиот автопроизводител Toyota предвидува многу поголеми загуби во профитот годинава поради влијанието на глобалната економска криза врз автоиндустријата. Најголемиот автопроизводител во светот вели дека губитокот е 5 милиарди за оваа фискална година што завршува во март, а тоа е 3 пати повеќе од предвидувањата во декември. Американскиот судија од Врховниот суд Рут Бадер Гинсбург беше подложена на операција за отстранување на рак од панкреасот. Таа ќе остане хоспитализирана најмалку една недела. 75 годишната судијка претходно имала рак на дебелото црево. Незината здравствена состојба предизвика спекулации за тоа кој ќе го пополни незиното место во највисокиот суд во државата, доколку таа реши да се повлече. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс и претседателот Барак Обама и посака брзо опоравување. Поранешниот шеф на персоналот во Белата куќа и изборот на претседателот Барак Обама за директор на ЦИА Леон Панета се појави пред Сенатската комисија за разузнавање. Ја представи агендата и се очекува да биде потврден на функцијата следните недели. Во јануари претседателот Барак Обама го именуваше Леон Панета на функцијата директор на Централната разузнавачка агенција ЦИА. Тој истакна дека поранешниот шеф на кабинетот во Белата куќа е вистинската личност за оваа позиција. Леон е еден од најдобрите личности на јавна функција. За време на сенатскиот распит за неговото потврдување, Панета сепак подвлаче дека нема големо искуство конкретно во разузнавачките прашања, но оти доколку биде потврден на функцијата, ќе го внесе вредното досегашно искуство. Го познавам Вашингтон, сметам дека знам како функционира, а знам и зошто не функционира. На распитот пред Сенатската комисија за разузнавање доминираше прашањето за испрашување на лица осомничени за тероризам во странски земји. Панета истакна дека ќе стави крај на политиката затворениците да се испраќаат во трети земји на мачење. Таквиот вид екстремно испрашување при што затвореници испраќаме за да бидат подложени на тортура во друга земја која ги прекршува нашите хумани вредности, тоа е забрането со извршна наредба. Поранешниот директор на ЦИА Майкл Хајден потврди дека администрацијата на Буш вршела трансфер на затвореници во трети земји, каде биле притворени и испрашувани со употреба на принципи несвојствени за американскиот правен систем. Панета истакна дека не би требало да биде поведена судска постапка против офицери на ЦИА кои применувале техники на испрашување како симулирано давање, доколку тоа им било наредено. Но доколку тоа го правеле знаејќи дека го надминува она што е легално, тогаш агентите треба судски да се гонат, кажа Панета. Пронаоѓањето на лидерот на Ал-Каида Осама бин Ладен и натаму е приоритет на агенцијата, рече Леон Панета. Тој додаде дека доколку биде фатен, бин Ладен би бил ставен во воен затвор. Панета се очекува да биде потврден на функцијата.
Во продолжение на News Flash, фоторепортерот на National Geographic Александра Авакин минала скоро 2 децении правејќи хроника за муслиманскиот свет за западните публикации. Сето тоа го сублимирала во незината најнова книга Прозорец на мојата душа, муслиманскиот свет. Александра Авакин го изнесува светот под вел на муслиманската жена пред очите на Западот. Овде е во Иран пред една деценија, фоторепортерката минала голем дел од последните 17 години во муслиманскиот свет, фокусирајќи се на војната и конфликтот и честопати ризикувајќи го животот. Авакин работела за магазинот Time, за New York Times и последниве 15 години за магазинот National Geographic. Таа вели дека била привлечена од темата војна и конфликти од неколку причини. Имав потреба да бидам вклучена во светот и тоа што се случува во него. Исто така сватив дека моите корења се од луѓе кои бегале од ужасни работи. Авакин го покривала и првото палестинско востание и имала и пристап до починатиот председател Јасер Арафат. Минала 6 месеци на почетокот од 90-тите години покривајќи ја граѓанската војна во Сомалија и во Судан. Патував низ земјата во време кога можеше да бидеш убиен за лименка Кока-кола или очила за сонце. Се шетав со $7,000 во готово затоа што морав да платам за телохранителите ако сакам да го преживеам денот. Авакин честопати била во ризични ситуации да обезбеди уникатни фотографии. Која е најзначајната лекција која научила од нејзиното патешествие низ светот? Луѓето во светот имаат многу повеќе заедничко отколку што имаат разлики независно од религијата или други класификации. Глобалната одисеја на фоторепортерот Александра Авакин е збиена во незината книга Прозорец на мојата душа, патувањето низ муслиманскиот свет, која издаде National Geographic. Тоа беа вестите за овој петок 6 февруари 2009. Јас сум Јане Боаџиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.